Сдруженијето на граѓани Движење за одржлив развој Кочани ги известува граѓаните дека врз основа на изработениот елаборат за валоризација на природната реткост платанови стебла во село Мородвис, општина Зрновци, и поднесена соодветна документација за репрогласување на природната реткост платанови стебла до Министерството за животна средина и просторно планирање на Република Македонија. На 5 април од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање на Република Македонија е донесено решение за прогласување на платанови стебла Мородвис за природна реткост и истото објавено во службен весник. Платановите стебла во Мородвис се препознаени и идентификувани како природна реткост уште во далечната 1984 година. Во согласно со тогашниот закон за заштита на природните реткости, групата платанови стебла кои се наоѓаат во центарот на село Мородвис се прогласени за споменик на природата. Одлуката која е донесена од тогашното собрание на општина Кочани и за ова прогласување известена тогашниот Републички завод за заштита на природните реткости. Со сегашното репрогласување платановите стебла во село Мородвис се првите стебла репрогласени како природна реткост во Република Македонија. Согласно законот за заштита на природата, каде е даден правен основ, одделни делови на природата да бидат прогласени како природна реткост. По добивањето на решението од Министерството за животна средина и просторно планирање на Република Македонија за прогласена природна реткост на платанови стебла, во село Мородвис продолжуваат активностите од вториот дел на проектот заштита и промоција на група платанови стебла, кој Сдруженијето на граѓани Движење за одржлив развој Кочани со поддршка од општина Зрновци го спроведува во рамките на програмата за зачувување на природата во Македонија, како дел од програмската активност за директна поддршка на локалните заедници и единиците на локалната самоуправа во нивни напори за зачувување на природата и примена на принципите за одржлив развој. Активностите временски се пролонгираат за 4 месеци и истите ќе се реализираат согласно утврдениот план и динамика на втората фаза од проектот, и тоа во периодот од мај до август 2016 година. Конзерваторски итни мерки за заштита на платанови стебла и уредување на простор, изработка на едукативни материјали, брошура и флаери за промовирање и значењето на платановите стебла, изработка на едукативни табли и патокази и одржување на едукативно предавање за значењето на платановите стебла. Сите активности се во координација помеѓу Сдруженијето граѓани Движење за одржлив развој Кочани и општина Зрновци. Проектот ќе придонесе за заштита на уште една природна реткост во Република Македонија, како и промовирање на природните убавини на пошироката јавност. Програмата за зачувување на природата во Македонија е проект на Швајцарската агенција за развој и соработка, координиран од Фармахев со цел да и помогне на Република Македонија во зачувување на големата биолошка разновидност и природните екосистеми преку промоција на нивното одржливо користење и управување.